стресен на овој тип на превод медицинска документација затоа што сакале не сакале се соживувате со она што го читате. Имало тешки моменти, меѓутоа имало многу повеќе среќни моменти. Пораката дека, например, пациент излегол од болница здрав и сега ни го даваат отпуснато писмо за да се завери преводот за фонд за здравство, е среќа што не може да се опише за преведувачот. Сама случајно во разговор со други колеги преведувачи кои што бара решение како да се заведе бесплатниот превод кој што го вршат за пациенти во нивниот преведувачки деловник. Така додавме до заклучок дека постојат неколку колеги кои што работат медицинска документација и ја преведуваат бесплатно. И разговорот течеше кон тоа, ајде да се организираме некако, добро е да има една точка каде што луѓето може да се обратат. Ова се преведувачи кои што се етаблирани во својата професија, квалитетни професионални преведувачи, судски преведувачи, кои што посветуваат огромен дел од своето слободно време, од ноќта, за да ја сработат работата и преводот да биде на време. Особено имајќи во предвид фактот што секогаш се работи зитни преводи. Многу ретко ни се дадени 2-3 недели, затоа што се работи за акутна состојба, се работи за драматичен развој на дијагнозата, и преводите кои што се бараат од нас се за многу кратки рокови да се сработат, иако се обемни. Со наша помош барателот успеа да оствари лекување или третман во странска држава за револуционерен третман и дека истиот е успешен, нема поголема награда од тоа. И мислам дека кај сите преведувачи подавањето на рака, солидарноста, емпатијата и идејата дека колку можеш, толку да му помогнеш на другиот.